Дали градоначалникот Иван Јорданов има амбиција од Штип да направи втора верзија на Скопје, а борбата на партиските функционери да ги пркнат раците во медот ќе го парализира функционирањето на градот, прашаа денеска од Социјалдемократскиот сојуз. Дали до вчерашниот Бекатон директор Ефтимов, откако го продаде имотот на јавното предпријатие Стипјон, се покажа за еднократна употреба. Ефтимов ќе биде запаметен по краткиот мандат во кој го продаде имотот на јавното предпријатие Стипјон во центарот на градот. Воведе наплата за влез на автомобили од други градови во нашиот град за време на настанот Пастрамалијада и со тоа им нанесе голем срам на штипјани. За 4 пати ја зголеми потрошувачката на нафта на јавното предпријатие Стипјон во споредба со минатата година. Резултат од неговиот мандат е никакви инвестиции и никакви капитални проекти. Дали личните причини се всушност криминални причини? Дали се потврди сомнежот дека Бекатон директорот бил фатен со рачињата во медот? Ова е уште еден од низата скандали поврзани со функционерите назначени од страна на Иван Јорданов. На пресот од СДСМ, штипскиот градоначалник Иван Јорданов врати. Социјалдемократскиот сојуз на пресконференцијата спомнаа и прашуваат за раците во мед. Ќе дадам типичен пример и одговор на нивното прашање. Замислете партијата која што го поставува оваа прашање, сопругата на првиот човек на Социјалдемократскиот сојуз во Штип е осудена од страна на основниот суд во Штип за злоупотреба на својата функција во физикалната терапија, дека украла од касата на институцијата каде што работи и денес работи неколку стотици илјади денари. Пресуда донесена од страна на основен суд Штип, фатена со раците во мед, осудена, но не да ги врати парите, туку да не го повтори делото 3 месеци последователно. Што значи дека злосторникот е оставен на местото на злосторот, без да ги врати парите на граѓаните за кои што судот потврдил дека ги украла. Тоа се вели клептоманија. И денес имаме ситуација, морален хазард, каде што истото ова лице, кое што е прв човек на партијата која што зборува за раци во мед, прашува за тоа дали некој бил фатен со раците во мед.